Од вторникот Тел Авив е центарот на евровизиските случувања и по првата полуфинална вечер следува втората на која што Македонија настапува или нашата Тамара Тодевска која што ќе не направи на вистина горди со нејзиниот настап токму вечерва. Пред да видиме што ќе направиме и дали ќе одиме во финале, ние искрено стискаме палци. Ја имаме Тамара од Тел Авив да ни каже каква е атмосферата. Здраво Тамара, како се чувствуваш, како е во Тел Авив? Имаме втора полуфинална вечер, ние ти посакуваме многу среќа, ама ти долови ми каква е атмосферата? Дечки, поздрав од сончевиот Тел Авив. Се стопивме од топло, али е преубаво. Многу ни е напорно, секојдневно сме на проби, и на снимања, и на интервјуа, за тоа све биде кој што треба, али имаме убава енергија сите, многу сме опуштени, затоа што најверојатно веруваме многу во себе и во нашата песна, и све е тоа така како подмачкано. Двете проби кои што ги имавме, па и оваа третата, буквално пред самиот настап вечерва, звучат одлично, изгледаш прекрасно. Како течат подготовките? Дали е се подготвено за феноменалниот настап вечерва? Многу сум задоволна од коментарите од сите страни. Што се однесува од изгледот, за тоа се погрижи Александар Ношпал и Армен Драмадани. По овој пат сакам да го поздравам мојот другар Сергеј Варошлија, кој што кажа преубави зборови пред некој ден за мене и за мојот тим. И многу сум му благодарна за тоа и за целата поддршка која што ја добивам од сите вас, не само од него. По отварањето на Евровизиската ноќ или Евровизиското лудило на портокаловиот тепих видовме дека си навистина популарна во Израел. Дали можеби правот ја чувствуваат како конкуренција? Никој не остана рамнодушен после нашиот настап, поготово после првата проба, пошто никој не очекуваше со што располагаме. Никој не знаеше свесен со што располагаме. И сум многу задоволна. Покрај песните кои што влегоа во финалето од првата полуфинална вечер, кои се твоите фаворити генерално на Евровизија оваа година? Имам неколку песни кои што ги подпевнувам постојано. Една од нив е Махмуд, Италија Махмуд, Азербејџан Джингис, Арменија ми се свиѓа нашата соседка од Грција, ми се свиѓа Србија, ми се свиѓа... Тоа е тоа, мислам. Настрана од настапот кој што ќе го имаме вечерва, светските медиуми пренесоа дека Мадона пристигна во Израел, да не се видовте, да не се сретнавте? Мадона ми се јави преска, рече дека стигнала, имаше проба, саундчек, го поздрави многу Сергеј исто така, и рече дека едва чека да дојде во Македонија кога ќе ја организираат концерт. Тамара, ќе ти се заблагодарам за овој интервју. Ние навистина те бодриме, ти посакуваме многу среќа, знаеме дека ќе имаш фантастичен настап. Сите наши позитивни мисли се со тебе. И за сам крај во ова вклучување на ексклузив, која е твојата порака до сите гледачи, сите оние кои што можеби ќе гласаат вечерва? Дечки, бидете горди на нас и да не влеземе во финали и да бидеме последни или први, како и да е, бидете горди затоа што навистина дадовме се од себе, тие ни беа можностите, толку се можеше. Така што јас само очекувам од вас да ми пратите поддршка, да ми пратите љубов и убава енергија и да пуштате сликички за да гласаат за нас надвор од нашата држава. Ве сакам и ве поздравуваме. Мафнете, ајде сега на камерата!